Предпријатие Брегалница немам издадено на никого. Директорот на јавното предпријатие Брегалница од Илчево ги демантираше обвиненијата од страна на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН, кои во петокот беа изјавени на пресконференција против него и против јавното предпријатие Брегалница. Тој како директор вели дека нема издадено налог на своите вработени за ископ на песок од коритото на река Брегалница, а ниту јавното предпријатие со свои возила врши ископ на песок од коритото на Брегалница. Во контекст на тоа пак граѓаните знаат како се вршеше ископ на песок од реката Брегалница додека ВМРО ДПМН беше на власт. И дали воопшто тогаш постоеше тендер за јавна набавка, истакна директорот Стојковски. Јас како директор на јавно комунално предпријатие Брегалница немам издадено на никого од вработените налог за ископ на песок, како што се наведува во лагите на пресот на ДПМН. Ниту пак јавното комунално предпријатие за потребите во своето работење врши ископ на песок од река Брегалница. Јавно предпријатие, како правен субјект, постапува согласно Законот за јавни набавки и своите потреби од било какви стоки, работи и услуги ги обезбедува приминувајќи го овој закон. Во конкретниот случај, кога се работи за набавка на песок, јавното предпријатие за своето тековно работење има потреби од сепариран песок, за што е спроведена јавна набавка и избран најповолен понудувач, фирмата СД Транс од село Звегор Делчево, со кој имаме склучено договор и од кого јавното предпријатие се снабдува со сепариран песок, што може да се види и од финансиските документи кои се јавно достапни, каде се гледа дека во 2020 година досега се фактурирани вкупно 62 метри кубни сепариран песок. А како се снабдувало јавното комунално предпријатие со песок во периодот кога ДПМН ја практикуваше власта во општина Делчево, а со тоа и јавното предпријатие, граѓаните знаат. А знам и јас, со оглед на тоа, бидејќи имам увид, дали во тој период воопшто и постоела јавна набавка за песок. Што се однесува пак до наводите дека јавното комунално предпријатие го уништува релјефот и биодиверзитетот, нема да коментирам. Само ќе кажам дека, кога се зборува за уништување, ДПМН нема апсолутно право да зборува. Тие го уништија секој можен диверзитет, човечки, религиски, етнички, партиски, а сега во последно време и дипломатскиот со нивните лажни изјави. И граѓаните го знаат тоа и можат сами да судат и да ја оценуваат нашата работа. Граѓаните се тие кои што сами ќе оценат што јавното предпријатие Брегалница работи и што сработило, заврши директорот Стојковски.